Почитувани гледачи, следува магазин Здравие. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што и денеска сте со нас. Во наредните 20 на минути ќе говориме за пародонталната болест, пародонтопатија, односно народски кажано пародонтоза. Во пресред на Европскиот ден за подигнување на свеста за ова доста често заболување, 12 мај, мои денешни гости и соговорници во студиото на магазин се професор доктор Анета Атанасовска-Стојановска, професор на стоматолошкиот факултет и раководител на клиниката за болести на уста и пародонтот при стоматолошкиот клинички центар, и професор доктор Киро Ивановски, декан на стоматолошкиот факултет и исто така професор на катедрата за болести на устата и пародонтот. Најпрвен добар ден, ви благодарам што одвоивте време и што сте дел од денешното издание на магазин Здравје. Добар ден, благодариме на поканата и драго ни е што во овој ден да го означиме денот на пародонтално здравје, ќе бидеме гости во овој. Така, ви благодарам уште еднаш, професоре, да започнеме со вас. Каква е состојбата со пародонталната болест, односно пародонтозата во земјава и за какво заболување всушност станува збор? Пародонтозата рековте, да, ова е вкоренет термин кој што многу често се користи кај нашето население и тоа не е никаков проблем, но во стручната јавност ние болеста ја нарекуваме пародонтопатија. Пародонтопатијата е хронично воспалително заболување на пародонтот. Мислам дека е добро многу накратко да објаснам што е тоа пародонт. Пародонтот е потпорен апарат на забот кој што го држи забот цврсто во вилиците. Него го сочинуваат 4 ткива, а тоа се непцето околу забот, што е непосредно или гингива, понатаму цементот, тоа е најповршниот дел од коренот на забот, алвеоларна коска, тоа е дел од горната и долната вилица во која што се сместени корените на забите, и периодонциум, тоа се врзивните влакна со кои што коренот се поврзува со коската во вилицата. Овој пародонт го држи забот, значи цврсто во вилиците. Заболувањето, кога е присутно само на непцето околу забот, тоа го нарекуваме воспаление на гингивата или гингивит. Меѓутоа, тој гингивит, тоа воспаление многу брзо може да се прошири во подлабоките ткива, најчесто во виличната коска, при што настанува болеста пародонтопатија. Вашето прашање беше колку е застапена болеста. Болеста е доста често присутна кај нашето население, кај граѓаните. Епидемиолошките студии кои што се правени се од постар датум, ни следи проект со кој што ќе направиме една сериозна епидемиолошка студија, прецизна слика колку е тоа застапено заболување. Но еден податок ќе ви дадам од една сериозна студија која што е направена од 2015 година на млада популација средношколци од 14 до 19 години, и тоа е репрезентативен примерок. Некаде 1092 испитаници беа, кај нив откривме дека воспалението на гингивата е присутно дури кај 88% од ова млада средношколска популација. Да. Так, професор, кои причини доведуваат до појава на пародонтоза? Па добра вест е што причината за пародонтопатија е добро позната, значи веќе е етаблирана, докажана, и тоа е нешто што ни овозможува и успешно да го третираме ова заболување. Значи причината се микроорганизмите од денталниот плак, односно бактериите. Меѓутоа, за да биде појасно за гледачите, оралната празнина не е стерилна средина. Таа од раѓање па до крај на живот е населена со преку 500 различни видови на микроорганизми, што не значи дека тие доведуваат секогаш до пародонтална болест. Значи, треба да се создадат одредени услови, тоа е да се создадат поголеми количества на дентален плак, од кој што ќе се создаде една средина биофилм, каде што тие патогени микроорганизми, кои што предизвикуваат пародонтопатија, може да го изразат своето влијание. Меѓутоа, исто така, не секој пациент кој што има плак, па ќе развие и пародонтална болест. Значи, има уште еден многу битен фактор, кој што влијае врз развојот на болеста, односно дали гингивитот ќе премине во пародонтална болест, а тоа е
имунолошкиот одговор на домаќинот, кој што секој човек има свој имунолошки одговор и доколку тој може да се справи со тие микроорганизми, ќе има поблага форма или ќе се ублажи формата. Исто така, само многу накратко, сакам да кажам дека без плак и микроорганизми нема пародонтална болест, меѓутоа има и некои фактори кои што допринесуваат. Тоа може да бидат локални фактори во орална празнина, кариеси нелекувани, неадекватни пломби, неадекватни протецки помагала, кои што сите влијат, присуство на забен камен, кои што влијат да се ретинира повеќе денталниот плак, да се задржи во устата, а исто така и системски фактори, како што кажав, генетиката е многу битна, преку генетиката се наследува тој имунолошки одговор и некои заболувања системски, како што е диабетот, кое што заболување кое што многу ја потенцира пародонталната болест, исто така пушењето кое што во нашата популација е многу сите останати ризик фактори кои се распространето и да не го заборавам и стресот, кој што исто така во денешно време сме изложени на поголем стрес и тој доведува до анксиозност, до некои парафункции, стискање на забите кои што го оштетуваат пародонтот, на кој што делува денталниот плак потоа поинтензивно. Така да многу фактори. Така низа сплет на Да, фактори. меѓутоа без плак, без микроорганизми, точно кои што знаат кои се, нема пародонтална болест. Так, пред да продолжиме понатаму да ги поканам и нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашање на денешната тема пародонтоза, мои денешни гости и соговорници се двајца професори од стоматолошкиот факултет, професор Анета Атанасовска-Стојановска и професор Киро Ивановски, кој впрочем и декан на стоматолошкиот факултет. Вашето прашање поврзано со пародонтозата можете да го поставите на добро познатиот телефон 023-116-566. Професор Ивановски, ги слушнавме причините, меѓутоа кои симптоми укажуваат, на што да обрнат внимание граѓаните? Рековте дека и доста млада популација страда од ова заболување. Така, симптомите на пародонтопатијата, вака грубо поделено, можеме да ги вброиме во рани симптоми и во доцни симптоми. Во тие рани симптоми кои што означуваат дека се случува некаков патолошки процес во овие ткива на пародонтот, се интензивно црвенило на непцето околу забот, што граѓаните може да го забележат при миење на забите на самото огледало. Инаку забното место е бледо розево, кога ќе биде интензивно црвено, отечено околу забот, непцето, помеѓу забите гингивата кога е отечена, дури топчесто изразена, тоа се тие први симптоми, рани симптоми кои што укажуваат на одредени знаци на воспаление. Понатаму, тоа се чувство на страно тело помеѓу забите заради отокот на непцето што е помеѓу забите. Исто така, знак кој што клинички знак или симптом кој што може да го забележат пациентите е крварење при четкање на забите или при конзумирање јадење на потврда храна и понекогаш дури исплукување на крвава содржина од устата. Тоа се тие рани симптоми кои што укажуваат на воспалителен процес на непцето околу забот. Но оние доцни симптоми при кои што и најчесто нашите пациенти барат помош за жал, се присуство на простор помеѓу коренот на забот и воспаленото непце наречен пародонтален джеб, со различна содржина што предизвикува една непријатна миризба од устата на пациентот, понатаму мигрирање или поместување на забите од забниот низ, расклатеност на забите, втиснување на храна. Да, тоа е веќе доцна која ќе се расклатат забите, народски речено. Александар, тоа се симптоми веќе на една манифестна клинички напредната пародонтална болест, па дури појава на оголување на коренот на забот, па и гнојни процеси во самото ткиво на пародонтот. Затоа инсистираме ние пародонтолозите на забележување на оние првите што ги спомнав раните клинички знаци, тогаш да се бара помош од стоматолог. Да ги слушаме прашањата и од нашите гледачи, почитувани во програма сте, повелете со вашето прашање. Дали се слушаме, повелете?
терапија на синдром и имам многу често крварење на зъбите. Имам ставено на зъбите овие навлаки, на цела вилица навлаки. Така. Сега, дали тоа делува вилицата на крварењето, тоа што е ставено, нели, дали делува што имам доста крварење и како, прашањето конкретно ми е како да се открија каква е состојбата на зъбите, дали е во ред да останат понатаму, во која состојба се? На влаките мислите да Не на остане? влаките, дали докаде е процесот на парадентоза, дали зъбите понатаму може да продолжат да стојат или треба да се вадат или не знам, мислам. Горет интересно прашање, да. Секако ќе го продискутираме. Јас колку што разбрав, пациентката има вештачки протетски надоместоци, коронки и мостови и се работи за крварење од непцата на зъбите околу коронките. Секако е тоа воспалителен процес. Многу значајно е во такви состојби да се направи пародонтолошки преглед кај специјалист пародонтолог. Да се утврди прво дали тие коронки се соодветни, можеби и тие коронки доколку се несоодветни изработени предизвикуваат одредено воспаление и напредување на самиот процес воспалителен. Но не мора да значи дека станува збор за пародонтоза, Но не мора да значи дека станува збор за пародонтоза. Можеби е само едно обично воспаление на непцето околу зъбите и коронките. Совет за пациентката ваша, која што се јави за гледачката, впрочем не пациентката, е да ја посети клиниката за болести на устата и пародонтот и да се направи пародонтолошки преглед. Ќе стане збор нешто подоцна и за тоа. Да, ќе говориме конкретно и професорката Нета Атанасовска ни доаѓа од таму, така да ќе има можност да слушне како се закажуваат овие прегледи и во што всушност се состои прегледот. Да слушнеме прашање и од следниот гледач. Почитувани, вие сте наред? Да, очигледно имаме технички проблеми. Ќе си продолжиме со разговорот околу пародонтозата. Професоре, стигнавме до професорката. Колку е важно, ги спомна професорот Ивановски, симптомите, знаците во прва, во подоцнежна фаза, колку е важно рано да се открие за да може соодветно да се третира пародонтозата? И во што всушност се состои третманот? Со оглед на тоа дека пародонтопатијата е хронична болест, значи таа еднаш кога ќе се појави трае цел живот, од пресудно и од најбитно значење и за планот и прогнозата на терапијата е да се открие рано и навремено. Добрата вест е што болеста е излечива. Значи постоеше догма дека пародонтопатија не се лекува, не треба да се ќе паднат зъбите како и да е, и тоа е догма која што ние се трудиме и вака да ја подигнеме свеста, да искорениме, значи тоа е добрата вест во врска со пародонтопатијата. Лошата вест е што патолошките процеси во ткивата околу зъбот започнуваат многу порано пред да ги дадат видливите клинички знаци. И тука се губи одредено време. Може да поминат и години додека пациентот да почувствува некој проблем. Најчест проблем е, каже и професорот, гингиворагија, односно крварење на гингива, кое што јас себе сакам да упатам апел и до гледачите, дека никако не треба да се игнорира, тоа не е нормална состојба, и дека не треба да се лекува во домашни услови. Со чајот, жалфија, со некои водички за испирање, туку на првото приметување дека крварат непцата, да се посети стоматолог. Исто така, тука би сакала да апелирам и до колегите од примарната здравствена стоматолошка заштита, да овие пациенти соодветно ги истретираат, ги обучат на одржување на колку е правилна оралното хигиена, за да проследат дали тие навистина тоа го почитуваат, а доколку имаат и некоја појака форма на болеста, секако да ги испратат кај нас, кај специјалист пародонтолог, каде што тоа заболување ќе се третира соодветно. Така, добрата вест е што се третира впрочем ова заболување и успешно се лекува.
Професор Ивановски, кои активности како стоматолошки факултет и стоматолошки клинички центар ги превземате за подигнување на свеста, затоа што слушнавме навистина застрашувачки бројки во тие епидемиолошки анкети пред сека е младата популација, за да навреме се открие пародонтозата и да се подигне на уште повисоко ниво свеста кај граѓаните за ова доста често заболување. Да, колегите од клиниката за болести на устата и пародонтот, каде што припаѓаме и професорката и јас, од стоматолошкиот факултет, како и од Сдруженијето на специјалисти за болести на устата и пародонтот со нашата председателка, во овој момент би сакал и нејзе да ја поздравам, бидејќи има сериозни активности околу во оваа недела, научен соработник Сонја Миндова, решивме да ја зголемиме свесноста, да работиме на зголемување на свесноста кај граѓаните во нашата држава за ова заболување. Од оваа година започнуваме со одбележување на Европскиот ден на пародонталното здравје, но не само Европскиот ден на пародонталното здравје. Ова е прв пат че нам се одбележува така кај е, нас. прв пат, 12 мај е тој ден, но ние решивме да биде недела на пародонталното здравје. Започнавме од вчера 9 мај, па ќе трае се до петок цела оваа недела. Спроведуваме бесплатни пародонтолошки прегледи во клиничките сали на стоматолошкиот факултет. Затоа направивме јавен повик, дадовме телефон на кој што можат Да, како граѓаните ќе можат да го искористат тој бесплатен преглед? Доколку дозволите, јас можам да го кажам можете и во вашата или ќе го емисија. ставиме и после режија, Да, во режија? тоа е 070 32 33 60. На тој број можат да ги закажат бесплатните пародонтолошки прегледи во текот на целата оваа недела. Значи, што денеска може да се јават, а тоа беше објавено минатата недела. На тие пародонтолошки прегледи кои што ги спроведуваат наши колеги специјалисти пародонтолози, ќе бидат откриени сите можни состојби кои што се поврзани со заболувањето пародонтопатија и доколку ги има, тогаш тие пациенти ќе бидат закажани на клиниката за болести на устата и пародонтот за понатамошен третман. Освен тоа, Имаше ли одзив? Еве вчера прв ден беше вчера веќе имавме пациенти во нашите клинички сали, денеска повторно во текот на неделата очекувам дека ќе има се уште пациенти кои што ќе се јавуваат на овие бесплатни пародонтолошки прегледи. Освен тоа, во текот на оваа недела се спроведуваат така наречени ајтоп работилници, каде што заинтересирани групи ќе се обучуваат за соодветно спроведување на орална хигиена, зашто мислам дека професорката ќе спомне нешто повеќе. Понатаму, на самиот ден, 12 мај во четврток, во 10 часот, ќе имаме една едукативна активност во кругот на клиничкиот центар пред стоматолошкиот факултет, каде што заедно со нашите студенти на стоматолошкиот факултет ќе имаме промотивни материјали, ќе ги советуваме граѓаните за она што денеска, впрочем, и го зборуваме, ќе ги обучуваме и за правилно одржување на орална хигиена. Исто така, и денешно во наше гостување во вашата емисија е дел од тие активности за зголемување на свесноста, за што сме ви навистина благодарни на вас како водител и на вашиот медиум. Така, професорка, рековме дека успешно се лекува. Како всушност се лекува и колкав долг процес е тоа? Па тоа да не кажам дека е доживотен процес, меѓутоа не трае постојано, затоа што болеста има фаза кога е во мирување, ако добро излекувана и може со години да не се активира, тоа зависи од нашиот третман. Накратко ќе кажам дека третманот оди во повеќе фази. Првата фаза е таа каузална фаза, каде што се отстранува инфламацијата. Нас ни е битно да нема инфламација, да нема крварење. Тоа го постигнуваме преку професионално отстранување на дентален плак, чистење на забен камен и секако најбитна фаза е обработка на пародонтални џебови. Значи да се доведе во фаза на мирување, на инактивност. И тука уште еднаш сакам да потенцирам, што граѓаните може би не го знаат, они мислат дека чистење забен камен е лекување на пародонтопатија. Тоа е само вовед, што ако не заврши до крај, може дури да направи и поголема штета. Сега кога сме ги довеле во таа мирна фаза, оди многу битна фаза на одржување на постигнати резултати, каде што активно ги мотивираме и ги обучуваме како да ја одржат оралната хигиена и секој се прави персонализиран протокол за секој пациент спрема тежината на болеста, на колку интервал временски треба да доаѓа на контролни посети. Тоа е еден конзервативен дел.
Постои еден хируршки дел кој што на нашата клиника го изведуваме, Така. кој што е понапредно ниво во третман на пародонтална болест, каде што со помош на регенеративна хирургија пробуваме да ги обновиме изгубените структури околу забот и да му ја вратиме првобитната функција. Исто така не помалце битни се и мукогингивалните аномалии, познати во народот како повлекување на непцата, значи рецесии, кои што кај младата популација прават естетски проблеми, кај повозрасната доведуваат до сензитивност, до болка на забите на ладно, Така. и тие успешно ги третираме со нашата пластична реконструктивна пародонтална хирургија. И уште еден сегмент во предпротетската припрема, значи за да се припреми забот, за да може да издржи, да биде носач на мостовни конструкции, покрај конзервативниот третман не можете на зап кој што карвари да му ставите мост, се прави и предпротетска пародонтална хирургија. За процедурата се вика клиничко продолжување на коронки, значи се со цел за да биде успешен тој третман кој што пациентот ќе го прави и кој што чини, знаете, протетска рехабилитација, би било добро на здрав пародонт да се направи. И само уште нешто да кажам, една реченица, на нашата клиника имаме и ласер, кој што е добро дополнување на конзервативната пародонтална терапија, со кој што не само што вршиме обработување на џебовите, туку вршиме и стерилизација, односно ги уништуваме тие Бактериите. периопатогени и така на подолг рок ни траат резултатите од пародонталниот третман. Значи, успешност имаме загарантирана. Така, ви посакувам уште многу успешни пациенти, пред се едуцирани студенти. За жал времето ни е ограничено. Со задоволство ве очекуваме да бидете повторно наши гости за некоја друга состојба од заболувањата на устата. Во секој случај ви благодарам уште еднаш за денешното гостување. Благодарам и на вас за поканата и радо сме кај вас овде присутни во вашиот магазин Здравје. Така, почитувани, тоа беа моите денешни гости, професорите Анета Атанасовска-Стојановска и професорот Киро Ивановски од Стоматолошкиот факултет. Мои денешни гости и соговорници во магазин Здравје на тема пародонтоза. А сега одиме со реклами и се враќаме повторно назад во студиото.